Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, го слушате политичкиот магазин Кворум на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител. Изминатата недела Македонија се соочи со протести по одлуката на Иванов за помилување на политичарите. Невладините организации, поддржани од Сорос, протестира, исто така и граѓанското движење за одбрана на Македонија протестираше против повторната аболиција на опозицијскиот лидер Зоран Заев и против аболицирањето на екс-разузнавачот Верушевски. Граѓанското движење Одбрана за Македонија даде и поддршка за спроведување на избори на 5 јуни. Со мене денеска е Братислав Димитров, драматург и писател, член на граѓанското движење Одбрана за Македонија. Добар ден и добре дојдовте од другата страна на микрофонот. Добар ден. Ајде малце за оние протести. Излеговте на мирен, масовен собир, дадовте поддршка на институциите и протестиравте против аболицијата на Зоран Заев и Верушевски. Зошто сметате дека треба да се укинат одлуките за помилување на опозицијскиот лидер и на екс-разузнавачот Верушевски? Па најпрви сакам да кажам, јас пред неколку дена го цитирав Гете, овој пат ќе го цитирам Тони Михајловски, кој убаво кажа дека ние правиме собири, за разлика од нив кои прават агресивни и, да не кажам, варварски протести. На нашите собири има одлична енергија, се пеат песни, има и хумор, има и емоција и ние на тој начин сакаме да дадеме пример како треба да се изрази ставот политички и било каков, дека оваа држава е наша и заедничка и дека рушењето на уставниот, правниот, но и демолирање на конкретни зданија кои се градени со народни пари, кои се на сите, кои се и нивна собственост. Овој председател после вториот мандат ќе се замине, во таа канцеларија треба некој друг да работи. Тоа е нашата основна базична идеја. Протестираме за тоа што сметаме дека правната држава е алфа и омега на едно здраво општество, дека само така може да се заштитат сите интереси и на поединците во таа држава, но и стратешките и базичните интереси на истата таа држава. Дека не може со како што се вели племенско договарање на разноразни поглавици од внатре од државата и надвор од оној така наречен странски фактор, со импровизации, со некои идеи кои никаде не се забележани во светот, со експерименти, оваа држава да се стабилизира и да живееме нормално. На тие наши собири ние се обидуваме да им го отвориме оној дел од не само личната и колективната меморија на македонскиот народ, кој бил под многу робства, најсурови. И од сите тие робства излегол автономен, уште посилен, слободен и најважниот дел, македонскиот народ има генетско вродено чувство на космополитизам, за разлика од овие разноразни поддржувачи кои во суштина имаат провинцијски, паланачки комплекс, па тие нам ни се представуваат како космополити, а нас не представуваат како локални некои, нели, бараби или не знам, кои се против Европска унија или и така натаму. Ние тие вредности што се проверени од западниот свет ги прифаќаме веднаш. Но, од друга страна, ние знаеме дека секоја држава во овој свет била создадена, се создава и ако се создаваат наредни некои држави, тие се градат
со неколку класични, старомодни, да не кажам банални принципи. Дека таа пропаганда на некој космополитизам, еве со бегалската криза се виде вистинското лице на тие, и на Европска унија, и на НАТО, и на сите тие нивни институции. Добро, до каде би ги одвеле протестите? Еве и вие протестирате, но вашите собири се мирни од другата страна. Можевме да видиме како се уништува и Порта Македонија, како се уништува Народната канцеларија на председателот Иванов. Дали сметате дека они ќе постигнат целта? На почеток протестираа против аболицијата, против одлуката која донесе председателот Иванов, а сега протестираат да нема избори на 5 јуни. Мислите ли дека ќе постигнат својата цел? Не. Правдата има само една мана, некојаш стигнува бавно, но секогаш стигнува. Јас сум воспитан на старомодни поучни приказни и таму секогаш правдата поведе, но и историјата на човештвото го покажало тоа. Значи, така функционира и целата вселена, сите духовни, езотерични книги, па еве, за атеистите да кажам, и квантната физика го докажува тоа, на научна основа. Тоа што праќате, каква порака праќате, со каква емоција праќате, истата вам ви се враќа. Мене да ми се тие роднини пријатели, искрено ќе ги жалам. Кажувам наискрено. Затоа што тие најпрви се жртви на собствениот гнев и омрза, на собствените одмазнички планови, емоции, но за жал тоа прави штета и во нивната и најблиска и па и најдалечна околина. Ја не можам да разберам како тие тоа не го разбираат. Тоа се елементарни знаења, цивилизацијски искуства. Така да јас апсолутно не се сомневам, не би излегувал на тие митинзи, не би бил член на ГДОМ, да не верувам дека тие нема да успеат. И во крајна линија, јас ако не излезам друг, трет, важи простиот закон на физиката. Некој друг ќе го заземе тоа место. И некој мора да ги сопре во тоа нивно, сега може да се каже и патолошко дивење во нашата држава. Во граѓанското движење одбрана за Македонија, како што можев да забележам и претходно, вие одржувавте трибини и сега... Така. Ја да прецизно да одговорам на прашањето, тие ги одлагаат изборите, значи во бесконечност. Па еве да не испадне дека ние сме тоталитарни суштества, па јас малку ќе бидам циничен, па еве им предлагам да ги одложат на едно 15-20 години тие избори. Зашто им го предлагате? Па Белкин за толку години ќе успеат да создадат една нормална социјалдемократска партија. Те имаат 10 години време. Значи да не беа партија, да почне од нула, до сега ќе создадеа една солидна, нормална, домаќинска социјалдемократска партија. Така да тоа одлагање личи на лош ученик. Ќе почнам да учам од понеделник, први од 8 часот. Или одлагање едноставно како одење на забар. Тие, вака кажа на народски, си стават ракија на запчето, но еден ден мора да се соочат со забарот. И тогаш ќе биде потешко и за нив, и за државата. Тогаш ќе мора на операција да додат. Во сите држави во светот кога се протестира за тоа што се најчесто се бараат избори. Меѓутоа кај нас се протестира за да се одложат тие избори. Како што споменав, во граѓанското движење одбрана за Македонија членови се интелектуалци. Дел од движењето се и новинари, и уметници, и универзитетски професори. Собирате народ, илјадници граѓани ви се придружија. Дали сметате дека ја испративте вистинската порака? Дали сметате дека вашиот глас допре до народот? Да, апсолутно сум сигурен во тоа. А што се однесува до протестите, тие кога им требе некоја дневно политичка корис, земаат примери од западниот свет. Кога не им одговара, не земаат. Тоа така беше и со снимките. Значи, тие снимки се извадени од контекст.
Вие знаете, тоа се учи на прв семестар на сите факултети на овој свет, дека секој текст има свој контекст. Ако го тргнете контекстот, значи таа содржина добива значење што не се вистински. Инаку, се сеќавате вие кога владата купи гумени куршуми? Па еве сега имаше во Франција, стара демократска цивилизирана држава, каде што демонстрантите кога почнаа да ја уништуваат државната собственост, тие ги употребуваат. Таму се употребува Германија, во Англија, секаде водени топови, гумени куршови. Тоа е животот. Никој не сака да се случува тоа. Јас најмалку, јас не сум насилен човек и насилство презирам во било која форма и било каде. Но не може вие да вадите од контекст работи и по било која тема. Значи, свесно или несвесно, така манипулирате. Иначе за пораката, јас ќе ви кажам, кога токму тој ден, со еден мој колега од Гудом пријател, бевме, кога се собиравме за нашиот протест, уште од далечина му реков дека ќе бидат агресивни. Едноставно, од таму имаше некои бранови на многу лоша енергија, на многу неартикулирана. Така да, и тоа се случи, за жал. Јас не сум човек што предвидува настане, но се обидувам да гледам едноставно, чисто, со детски очи, така најдобро се доаѓа до вистината. Да, за среќа не дојде до судири на групите. Ма тоа се една група навивачи, сега ајде не редам некои епитети, околу 200 кои се платени, и толку треба да се направи неред. Тие се во функција на нечии интереси и тоа е тоа. Правиме тука една кратка пауза и продолжуваме веднаш со разговорот. Почитувани слушатели, останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. За кратко сме назад во студиото. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Јас и Димитров го продолживме разговорот, коментиравме за политичката криза. Господине Димитров, кој е излезот од оваа политичка криза? Изборите на 5 јуни, додека траеше паузата, разговаравме, вие викате тоа е во нашите глави, инаку животот си тече нормално, криза. Вака, ќе ризикувам да испадам неинформиран и безобразен, или безобразен. Јас пред 2 години реков и сега кажувам, политичка криза нема. Политичка криза има кога никој не може да состави влада, кога нема мнозинство. Значи, добро, ете, нека има криза. Ќе се согласам, ќе попуштам на таа тема. Но, кризата е повеќе во нашите глави, односно во главите на тие што ја промовира, и тие мултиплицира, и таа агресивна, жестока пропаганда, која се случува во медиумите и фрагментарно со ова дивење, создава впечаток на некоја криза. Но, еве, нека повели секој, нека прошета било каде, не само во Скопје, во другите градови, ќе види дека тоа што се представува не е ни неколку проценти од тоа што е во реалниот живот. Во реалниот живот луѓето се смеат, се дружат, шетаат. Значи, таа криза е изменажирана. И тоа ако ќе отворите телевизија или медиум и конечно секој е одговорен за своето доживување. Секој сам ги создава своите чувства. Ако мисли дека е страшно, тогаш е страшно, никој не може да му помогне. Но сега ние имаме една техничка влада која е да само кажам, за спроведување на избори. Значи, ако гледаме вака формално правно, школски, политички, криза нема, си има мнозинство што добили. Добро, има криза. Ако гледаме што се случува, тоа се фрагментарни работи кои се спонзорирани и од натре и од надвор да ги прават тие нереди, се во функција на најлични политички амбиции. Спомнавте од надвор. Ајде тогаш малце за странскиот фактор меѓу народната заедница
и нивното посредништво во цело во ова надминување на политичката криза, иако вашиот впечаток е дека не е тоа таква криза каква што се представува во медиумите, но сепак ја би кажала дека имаме влада која е задолжена за спроведување на изборите и таа влада не може да ги спроведе реформите и сметам дека тука треба едно мнозинство стабилно кој ќе може да продолжи со реформите во државата. Но ајде за странскиот фактор, ја начнав таа тема. Ќе се надоврзам на она што вчера се случуваше во Хрватска. Претседателката на Хрватска Колинда Грабар-Китаровиќ им се обрати на амбасадорите кои беа дел од една конференција и кои си земаа за право да зборуваат за слободата на медиумите во Хрватска. Таа ги прекори, односно ги искара, им рече вашата работа не е да се мешате во внатрешната политика на една земја. Од друга страна во Македонија имаме една поинаква слика. Амбасадорите постојано се тука за да ни кажат што треба да направиме, да не прекорат доколку нешто не сме направиле правилно, да ни кажат дали треба да се одложат изборите или не. Кој е вашиот став за улогата на меѓународниот фактор во Македонија? Па тоа зборува за меѓународниот факт, но за жал многу зборува се извинам и за нас. Значи уште во времето на Есхил, Софокле, Еврипид, во античките драми, значи уште во тоа време, тој во тие битки, војни, секојаш има некој што ќе оддаде некоја тајна за 50 сребреници. Поентата каде? Тој што ја дал таа важна информација со која некоја страна ќе ја добие војната, тие го исплаќаат, но подеднакво го мразат исто како тие што биле предадени. Никој не ги сака предавниците. Јас не сум човек што лепи етикети, но јас прашав еднаш, нашата историја, не само нашата, покажала и докажала, има бројни примери на предавници. И тие се прават сега улови како ние ги етикетираме, но нека ми одговори некој кога, во кој момент и на кој начин на некој прекинуваш ги исклучил тие предавници. Само тие постојат во некоја друга пософистицирана форма, како невладини организации, нели, здруженија и така. Инаку тој Чекор е навистина многу храбар и принципиелен и дава убав пример како треба да се однесуваат вистинските политичари и државници. Затоа што многу е просто. Никој не може вашиот интерес да го брани, освен вие самите. Зашто тоа е ваш интерес. Значи, ние мора да бидеме принципиелни, етички, грамадни и нашите есенцијални интереси секогаш да ги браниме, по било која цена. Затоа што беден нездрав компромис носи до друг. И на крај пак ќе се соочиме со истиот проблем. И хрватската претседателка навистина беше една голема освежување, да кажам, политичка катарза во овие балкански простори, што е фантастично и убаво. Значи, сметате дека добра порака им... Одлична, па таа е... Па гледате, ние дојавме у време кога ако се... Дали може би нашите политичари би требало да научат нешто и да се огледаат на хрватската претседателка? Па сигурно. Јас пред малку, нели, разговаравме, ние сега треба да се земе во предвид дека целиот свет е во криза и во стрес и светот ја изгуби својата приказна и во потрага е. И во тој хаос сега секоја држава гледа максимално да искористи, па и дури и тие сојузи што тие се заедно во однос на други, но и тие меѓу себе се прислушкуваат, гледаат да стекнат поголеми ресурси, да чарат, кажам народски. Така да секој милиметар, секоја секунда на слобода, на принципиелност е важна. Демократија никош не се давала и не се дава на тацна, па сега ја имаме или званишто да се промовира. Јас сум живеел во Скандинавија. Таму при најмал некој куршност, да кажам, во тој системот сам се брани. Настанува паника, дебата, веднаш сите се ангажира. Значи, ние многу работи оставивме така сами од себе да се решат и сега се соочуваме со сите проблеми кои сме ги ставиле под тепих.
Така да овој настап на нашиот претседател Ѓорѓе Иванов е светло во тој темен тунел. Значи мора да поставиме една линија преку која не сме никој да помине. До кога Дом планира да организира протести? Според информациите објавени во медиумите, вечерва не планирате да правите собир. Кога е наредниот собир и до кога планирате да се организирате и да ги праќате вашите пораки како интелектуалци до народот? Па добро, ние имаме принцип кога е, да кажам, најтешко и кога е битно во тој хаос, во таа галама, да излечеме некоја поента на разум, на базични принципи кои држат државата во едно парче. Така да немаме ние ни политички амбиции, ни едноставно подсетуваме, луѓето тоа го препознаваат. Никој домаќин човек што е нормален не сака да хаос, сака нормално да живее. Тоа е и целта на вашето формирање? Па сигурно, иначе која би била целта? Секој од нас има некоја своја професија во која најдобро се чувствува, така да ќе се собереме и ќе видиме следните потези. Ја имам идеја, јас сум театарски човек, мислам дека треба во огромен број да се собереме, да дојдеме до оваа позиција на некои 100 метри и во гробна тишина да ги гледаме и без збор да си заминеме. Ете, тоа ми иде на памет, затоа што не знам, не постои релација, фреквенција со која човек може да се разбере со нив, но тоа е таа патологија. Им ја предложивте ли оваа ваша идеја на... Сега ми се сетив и ќе ја предложам. Мислам дека е одлична. Дали мислите дека ќе најде не, треба да ги оставиме ние излеговме да кажеме наши идеи, пораки, принципи и да се види нашата бројност, која е многу поголема од нивната, но треба овие луѓе да се остават на бришан простор, да се игнорираат, затоа што тие се хранат со кога ќе ги игнорирате, тие ќе згаснат. Тие дури живеат да ги напаѓате, ги одржавате во живот, така. Значи, така функционира и светот, и вселенот, и значи, треба да се остават да бидат жртви на сопствениот гнев, омраза, безидејност. Тоа ќе се случи, тоа сум наполно сигурен, но поентата е, и заради тоа и ние излегуваме, секогаш кажуваме да не дојде до судар. Поентата е од оваа ситуација да излеземе со помалку рани, гребнатинки, значи, тоа е суштината на нашето делување. Затоа што просторот, ако се ментално се затруе, ќе треба долги години за да се деконтаминира. Па ние имаме од таа страна и комши, и роднини, и пријатели некои. И тоа е суштината и најважното на нашето излегување, затоа ние постојано праќаме таа порака, ги поздравуваме полицајците, им даваме вода, цветови, пееме песни и, значи, покажуваме на терен како треба да се однесува некој во држава која мора да се сочува. Немаме ние друга држава. Опозицијата вика на 5 јуни нема да има избори, барем во последното соопштение кое вчера го испрати од Социјалдемократскиот сојуз, стоеше Македонија се крена на нозе, на 5 јуни нема избори. Од друга страна, владеачката ВМРО-ДПМН вика на 5 јуни ќе има избори, а СДСМ по 10 пат референдумски народот по 10 пат референдумски ќе му одговори на Социјалдемократскиот сојуз не за деструкцијата. Ќе има или ќе нема избори на 5 јуни? Вие протестирате за да има избори на 5 јуни. Да. Па најпрво да кажем дека нашата централна трагедија е тоа што немаме нормална и здрава опозиција. Овој тип на општества така функционираат насекаде во светот. И во Англија Маргарет Тачер владееше 17 години, дури и призна што да правиме. Прифаќаме дело критиките, но имаме никаква опозиција. Значи, во овој тип на општества, опозицијата е поважна од власт, затоа што таа има доволно време да направи програми, концепти,
да укажува на грешки, да и диши во врат на власт. Сега, власта, ако не слуша ништо од тоа, може и тоа да го направи. Но на следни избори лесно губи. Тоа и кај нас се покажа во минатите изборни циклуси. И уште една страшна работа е што тие го изблокираа, го бетонираа просторот за опозиција. За жал. И испадна дека само тие со опозиција, не може никој друг да биде. Па тоа се коси со елементарна логика. По крајна линија демократски избори што значи? Кој сака оди на избори, кој сака не оди. Како што гласачите не мораат да гласаат, не постои закон тука, нели? Значи тоа е дел од демократија. Па во тој период вакуум не постои, тоа ќе се појават други идеи, партии, не знам, или таа партија конечно ќе се реформира, но тие сакаат брзо и веднаш да дојдат на власт, иако има многу време да направат сврста, да кажеме, солидна социјалдемократска партија. Значи, тие ништо не работеле во овој период, буквално. Само критикувале, само напаѓаат. Тоа студент на психологија на прв семестар го знае. Во животот, ако некој човек постојано напаѓа и ништо не му се допаѓа, тој во длабоко суштински не е задоволен од себе. Па тоа е некој трансфер, па тоа го префрла на другите. Тоа е, мислам, они имаат колективно едно лудило таму. Значи, никој не вика да застанете, чекате. И ако ништо друго од политичка, да кажам, демагогија и педагогија, па барем нешто едно може да пофалат. Не. Тоа е таа абстиненцијална криза за власт, која тие немаат голема поддршка, но се опасни затоа што стануваат непресметливи. Затоа треба да видиме сите ние внимателни. Да не, шаховски кажано, да не влеземе во нивна варијанта. Не може ни да ги диктираат условите на нашето делување, затоа што тие одат, нема кај да се враќаат. И одат како коцкар, става на се или ништо. Па ако добие, ако не, не. И тоа е многу страшно. Тука правиме уште една кратка пауза и влегуваме во завршниот дел од денешниот разговор. Почитувани, останете со нас, за кратко сме назад. Почитувани слушатели, повторно сме назад во студиото. Мој денешен гостин, за оние кои покасно се вклучија на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, е драматургот и писател Братислав Димитров, дел од граѓанското движење за одбрана на Македонија. Господине Димитров, ајде да ја заокружиме денешната емисија. Како ја гледате Македонија после 5 јуни? Па, после 5 јуни, прво ќе си дозволам слобода и некој ќе каже лудост, но јас мислам дека народот масовно ќе излезе на тие избори, ќе биде мирно, како и впрочем во сите минати избори. Ние немавме рушење на изборен процес како што тие го прикажуваат и македонскиот народ е народ со древна душа, со милениумско искуство од сите можни аспекти. И силата е тука. Значи, сега во оваа ситуација најсилен аргумент е народот македонски кој почувствува дека државата му е загрозена. И еве, се дрзнам да предвидам. Избори ќе има. Сигурен сум во тоа. И ќе има нормално обиди разноразни како до сега што ги има, но народот не може да се победи. Јас на првата пресконференција на ГДОМ го цитирав еден од најголемите стратези покрај Бжежински, Хенри Кизинџер. Тие се стратези на таа политика. Тој во својата книга пишува дека влада може и не мора и некојаш не се успева да се смени. Но народ никогаш никој не успел да победи. Така да јас апелирам и на лична и на колективен ангажман да се избориме за тие избори, затоа што тоа е алфа и омега на овој тип на општество. Не може во некои кабинети или не знам во некои лаборатории стратешки тие да кажуваат кој. Тоа е азбука. Така да
Убеден сум дека и ова ќе го преживееме и ќе бидеме многу посилни, затоа што тоа го видов и кај нашите политичари, а што е најважно, го почувствував и го гледам на нашите собери. Така има автентична, значи, исконска желба и страст да си ја зачуваме државата. Тоа е најсилно и најдрагоценно. Другото се е комбинаторика, демагогија, не знам, но тоа е таа вредност што ги чува државите, народите да опстанат. Тука е и крајот на денешната емисија Кворум. Јас ќе ви се заблагодарам што бевте мој гостин. Имавме една интересна емисија. Се надевам дека граѓаните ќе ги слушнат вашите пораки кои ги испраќа граѓанското движење за одбрана на Македонија. Медиумите се тука да ве следат. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани слушатели, вас ви благодарам што бевте дел од уште еден Кворум на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин, кој е во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска е 18 април 2016 година. Техничка реализација Далибор Зафировски и Никола Давчев. Ви благодарам уште еднаш што бевте со нас. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција во исто време. Имајте убав ден. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.